следна тема за последните и најнови проекти кои што ги организира првата детска амбасада во светот. Меѓаши ние зборуваме за медиумската кампања за вработување на младите лица кои што излегуваат од домовите за деца без родители. Заедно со мене е представникот Меѓаши, Катерина Кунеска, со која што денеска ќе позборувам на оваа тема. Добар ден и за вас, добро дојдовте кај нас, иако ние секогаш сме тука да ги споделиме информациите и оно што е важно да се спомене кога станува збор за вашите кампањи и проекти, а мислам дека е ова нешто на што треба да го ставиме акцентот. Добар ден, добре ве најдов и драго ми е што и та секогаш има интерес од страна на медиумите и од страна на телевизија Алфа да ги информира гледачите по широката јавност за активностите кои што ги прави детската амбасада Меѓаши. Зборуваме за последната кампања, која е токму за вработување на младите лица од домовите за деца без родители. Пред да ги посочиме деталите и она што е склоп на оваа кампања, ќе предложам да го видиме видео спотчето, кое што ја одбележува кампањата, а потоа ќе позборуваме за истата. Не ми треба сожалување, ми треба работа, вистинска работа. Обштествено одговорни работодавач. Вклучајте се во европскиот проект Од дом на свое. Притиснете ми се допаѓа, донирајте и регистрирајте се на првата онлайн берза From Foster to Prosper. Да го промениме работниот статус на младите без родителска грижа. За кампањата. Да, тоа беше спотот кој што одбележува кампањата за вработување на младите лица од домот за деца без родители, дел од проектот Дом на свое. Она што се случува сега во првата детска амбасада во светот Меѓаши се токму вашите заложувања и она што го инвестирате во овој проект и во оваа кампања. Токму така, проектот од Дом на свое, во чии рамки е и оваа кампања која што започнува деновиве, е регионален проект во кој што се вклучени невладини организации од Хрватска, Словенија, Србија и Република Македонија. Носител на проектот е Open Media Group, хрватската невладина организација, а координатор за Република Македонија е детската амбасада Меѓаши. Во рамките на овој проект, кој што е финансиран од страна на Европската комисија, беа спроведени низа на активности се со цел да им се помогне на младинците кои што излегуваат од установите за згрижување на деца и младинци без родители и родителска грижа, полесно да се снајдат на пазарот на трудот, полесно да најдат вработување и поконкурентни да бидат на истиот пазар на труд. На ова претходеше и саемот за кариера, кој што се одржуваше по прв пат кај нас. Тогаш ги пренесовме резултатите од истиот, но сега може да потсетиме за саемот на кариера кој што беше можеби почетна и поидовна точка за да се изреализира ваквата кампања и проект. Така, оваа кампања, спотот е во рамките на кампањата и во текот на месец септември ќе биде во полнек, ќе го интензивираме. Во тек сме во преговори со повеќе медиуми во Република Македонија, доколку можат во своите термини да поддржат бесплатно да го емитуваат овој спот, чија цел е да се информира јавноста за проблемите со кои што се соочуваат овие младинци по напуштањето на овие установи, како и да допреме до работодавачите, до општествено одговорните компании, да дадат еднакви можности при вработувањето и на овие младинци, односно да се разбијат оние стереотипи и предрасуди кои што постојат кај некои од луѓето дека овие младинци не можат да се покажат во вистинско светло при своето вработување, туку да им се даде шанса и да се види дека и тие исто така може да бидат добри, трудолюбиви и вредни работници.
Инаку го споменавте сајмот за кариера, предходеа на оваа медиумска кампања, предходеа неколку други активности. Прво беа одржани 3 работилници на кои што младинците беа информирани за тоа, за начините на барање работа, каде може да се образат да бараат работа, како да бараат работа, како да се однесуваат на интервју кога ќе бидат поканети од страна на работодавачите. Потоа беа исто така информирани за правата кои што ги имаат како невработени лица, но и за правата кои што им следуваат по Законот за работни односи од кога ќе бидат работени, односно кога ќе влезат, ќе засноваат работен однос. На овие работилници младинците подготвија и своји кратки биографии, кои што понатаму им беа основа и можност да ги дадат на компаниите кои што присуствуваа на сајмот за кариера. Сајмот за кариера беше можност директно да се сретнат работодавачите, потенцијалните работодавачи, општествено одговорни компании и младинците кои што бараат работа. И тоа беше едно место каде што младинците во почетокот малку се чувствуваа одредена резерва, меѓутоа по покана и една воспоставена комуникација меѓу компаниите и присутните таму, младинците се ослободи и навистина воспоставија добар контакт со работодавачите. Ние тука донесовме неколку фотографии кои што ги погледнавме, така. Фотографии каде што се гледа директната комуникација на младите со овие општествено одговорни компании. Дел од тие компании кои што беа таму присутни веќе имаат такво искуство, веќе имаат во своите редови, во својот работен тим вработено младинци кои што доаѓаат од овие установи и тоа беше еден поттик и за другите компании да ги отворат вратите. Токму така беше и слоганот на сајмот. Работодавачи, значи од аспект на општествено одговорни компании, отворете ги своите врати за вработување на овие млади луѓе. Знаејќи ја целта на овој проект, по завршувањето на сајмот за кариера, какво беше од една страна размислувањето на компаниите кои што беа дел од сајмот, на работодавачите, а од друга страна на младите лица кои што всушност ги доставуваа своите биографии за она што се заинтересирани, од тука и талентирани да го работат понатаму во иднина. Нивните размислувања, но и резултати и податоци кои што постојат како факти за успешноста понатаму. Главната цел на сите овие активности што ги спроведуваме е, освен подигнување на јавната свест и доближување до работодавачите, е вработување на овие млади лица и ние вложуваме напори да овозможиме барем неколку вработувања за овие младинци. Дел од компаниите кои што беа присутни на сајмот изразија заинтересираност да вклучат некои како волонтери, некои како пракса, да овозможат пракса во своите компании, што е добра основа за понатаму за овие младинци да имаат одредено искуство што ќе им помогне во понатамошно вработување, а со некои од компаниите сме во преговори и да отворат и работно место, односно да вработат да вработат дел од овие млади луѓе. Се надеваме дека тоа ќе биде успешно, а сите тие успеси ќе ги бележиме во регионален вебсайт, ваков вебсайт кој што ги покрива државите кои што ги споменав, кои што се вклучени во проектот. На овој вебсайт ќе се дадат сите цели активности на проектот кои што се преземаат, а потоа исто така ќе биде вебсајтот е замислен да биде еден вид на берза, на место каде што ќе се сретнуваат потенцијалните работодавачи и оние младинци кои што се заинтересирани да бараат работување, ќе можат директно да се сретнат, компаниите ќе постават своји профили, кратки информации, опис на дејноста, а младинците ќе ги постават своите кратки биографии и тоа ќе биде можност компаниите кога ќе имаат потреба да вработат одреден профил, да имаат достапност до оваа платформа и едноставно да изберат од CV-та кои што се таму поставени младинец со одредено искуство и знаење кој што ќе одговара за работното место. Како представник од првата детска амбасада во светот Мегеши и како личност која што е директно инволвирана во овој проект и во оваа работа, колку сте вие задоволни од поддршката која што ја добивате кога станува збор за организацијата на ваквиот сајм за кариера и воопшто на поддржувачите на ваквиот проект? Ние сме задоволни како организација и ве можам да споменам дека
12 компании учествува на сајмот за кариера. Универзитетот фонд бесплатно ни ја даде салата каде што се одржуваше сајмот. Дел од другите поддржувачи компании кои што беа вклучени исто така даде одредени попусти при своите услуги. Сега сме во преговори со дел од телевизиите, воедно нели со Алфа телевизија, каде што се обраќаме, ако може овој спот кој што беше пред малку прикажан да оди во одредени термини кога бесплатно од страна на телевизиите, затоа што на тој начин сметаме дека ќе допреме повеќе до работодавачите, така што значи сме задоволни од тоа каква е соработката. Секогаш може и подобри и повеќе, меѓутоа затоа сме тука да работиме во таа насока. Колку е голема креативноста и од тука желбата на младите лица кои што чекаат за своето вработување и колку тие сакаат да ги изразуваат своите идеи, мислења, ставови за она што сметаат дека ќе биде важно за нив понатаму во животот, во образованието и во работата. Така, младите лица кои што излегуваат од овие установи за згрижување на деца и млади без родители и родителска грижа, во почетокот забележавме дека кај нив има одредена скепса, одреден сомнеж во однос на тоа што им се нуди, затоа што можеби животот и искуствата кои што ги имале и потешкотиите во животот ги научиле да создаваат една слика за она што им се нуди, да пристапуваат со одреден сомнеж кон она што им се нуди. Меѓутоа, од наша страна пристапивме и се обидовме да ги охрабриме дека има луѓе кои што навистина сакаат да им помогнат и мислам дека и во неколку од медиумите дел од младинците изразија желба и сами да гостуваат и да покажат одреден позитивен пример што ќе биде мотивација за работодавачите, а воедно и да повлијаат на онаа слика која што се создава за нив како млади луѓе. Еден од тие младинци кој што е вработен во едно државно предпријатие имаше свој јавно обраќање на сајмот за кариера, токму како еден позитивен пример за да ги охрабри младинците кои што доаѓаат од неговата група и да покаже дека ете и за тие младинци има одредена поддршка. И покрај тоа што сте сконцентрирани на ваквиот проект, останатите секојдневни обврски кои што ги имате во Мегеше си продолжуваат. Неодамна кога се слушнавме околу денешното гостување бевте на работа на терен, тоа значи дека работите и во Мегеши, но и на терен, што е она што е останат дел од тековната работа. Тогаш кога се чувме бевме на тренинг за мировно образование што се одржуваше во хотелот Куќа на уметноста во Кичево. Целта на овој тренинг беше еден од последните завршните тренинзи од серија на обука низ која што поминаа 12 професори од 3 средни училишта во Скопје и 6 млади мировни едукатори. Целта на тренингот е да се афирмираат и да се потенцираат ненасилството и мирот како основни вредности во комуникацијата меѓу луѓето, како и начин за мирно разрешување на конфликтите кои што настануваат меѓу луѓето, а целта на сите овие активности во рамките на оваа програма за мировно образование, главната цел е да се внесе мировното образование, да биде составен дел на наставната материја во училиштата и работиме во таа насока и се надеваме дека тоа ќе го постигнеме. Инаку другите активности, тековни активности се SOS телефонот за деца и млади 0800 1 22 22 секој работен ден од 8 до 20 часот, отворен за сите деца, млади и други граѓани кои што сакаат да пријават одредено прекршување на детските права или едноставно да се јават и да поразговараат за одреден проблем кој што ги мачи или да дознаат, да соберат повеќе информации за правата на децата. Од септември повторно очекуваме да го активираме дневниот центар за деца кои не одат во училиште. Тоа се дечиња од околината на општина Аеродром, затоа што детската амбасада Мегеше е лоцирана во ова општина, кои што доаѓаат и посетуваат одредени едукативни работилници. Меѓутоа, како организација, нашата заложба е овие деца да влезат и да посетуваат во редовниот формален образовен систем, затоа што дневните центри се само еден вид на преодна, односно подготвителна фаза. Продолжуваат и другите активности во рамките на од овој проект за кој што говоревме досега од Дом на свое.
продолжуваме интензивно со кампањата. Ќе биде организиран уште еден саем за кариера во помал обем, меѓутоа овој пат сакаме тоа да биде со Сојузот на стопански комори во Македонија. Ќе биде организирана уште една работилница, затоа што дел од младите кои што беа вклучени во претходните 3 работилници само иницијативно изразија желба дека сакаат да посетат уште некоја таква работилница за да се информираат повеќе за можностите кои што ги нуди и Агенцијата за вработување, затоа што имавме на работилниците и представник од Агенцијата за вработување и државата, како и сите можности кои што ги нудат работодавачите во рамките на сите овие активности. Бидејќи ги спомнуваме тука работилниците кои што се еден важен дел од целокупниот проект и претходот на она што се случува, колку е тука важна волонтерската работа? Волонтерската работа е многу важна и Детската амбасада Мегеш е секогаш отворена за волонтерите. Нашите врати се секогаш отворени за волонтерите и ја користам оваа прилика јавно да им се заблагодарам на сите волонтери кои што учествувале и ја помогнале работата на Детската амбасада Мегеш, а со тоа помогнале и на децата во Република Македонија, затоа што 20 годишното обстојување на Детската амбасада Мегеши не ќе можеше така да се одржи доколку не беше поддршката која што доаѓа од страна на волонтерите, кои што едноставно одлучиле дел од своето слободно време да го поминат креативно и да помогнат на некое дете. Ви благодарам што и покрај многобројните обврски, сепак бев денеска заедно со нас за да ги споделиме овие информации. Од септември, но и она што се случува како дел од проектот Дом на свое, како и медиумската кампања за вработување на младите лица од Домот за деца без родители, ќе бидеме тука да информираме. Така, благодарам за поканата. Детската амбасада Мегеш е секогаш отворена за соработка и навистина ни е драго што вие медиумите сте ни партнери во остварување на нашата мисија да им помогнеме и да ги заштитиме децата. Ќе бидеме тука и понатаму. Благодарам.